30 јуни беше рокот за поднесување барања за субвенции кај земјоделците од Кочани и регионот. Земјоделците имаа можност да ги поднесат своите барања електронски директно во канцеларијата на подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство. До предвидениот рок, вкупно поднесени барања за субвенции за оваа година поднене 3046 земјоделци од Кочанско и истите ќе бидат прифатени врз основа на податоците во единствениот регистар за земјоделско стопанство. Земјоделците од Кочани и регионот своите барања ги поднеле за добивање субвенции за своите земјоделски површини. Барања за субвенции поднеле и земјоделци кои се занимаваат со сточарство. Поднесувањето на барањата за мерките по површина се врши врз основа на податоците од единствениот регистар земјоделски стопанства со состојба заклучно 25 март 2016 година. За упишаните парцели по овој рок нема да се исплаќат директните плаќања за 2016 година. Во првата и во втората фаза во предавањето на млекото во производствените капацитети, во првата фаза имаме предадено поднесено за субвенционирање 2287 барања, додека во втората фаза имаме 354 барања. Искористување на мерката за осигурување на површините со субвенција од владата на Република Македонија оваа година имаат искористено 20 земјоделци. Со ова финансиската подршка на земјоделието за 2016 година успешно ја завршивме и подршната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 100% ги исполни сите очекувања за оваа година. Со овие податоци во целост се исполнети очекувањата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, како и подрачната единица на Канцеларијата за земјоделство, шумарство и водостопанство.